Здраво и добре дојдовте во уште едно видео на каналот Ти можеш. Размислував нешто овие денови за потребата да се биде сам, за мојата потреба да бидам сама понекогаш и дали јас умеам да направам баланс меѓу потребата да бидам сама и потребата да бидам со луѓе или меѓу луѓе, или пак на одредени периоди едната потреба ми е многу посилна, па решив на оваа тема да снимам и видео, да го споделам со вас своето размислување за тоа зошто некои луѓе сакаат да бидат сами, а некои не сакаат да бидат сами. И се разбира дека и да се биде сам, и да се биде меѓу луѓе има своји добри и лоши, условно кажано, страни, односно доколку е тоа адекватно на нашите желби и потреби во даден период, тогаш е апсолутно во ред. Меѓутоа, доколку дали сме сами или сме пак меѓу луѓе не одговара на нашите потреби, може да предизвика вознемиреност кај нас, непријатни чувства и ако трае подолго време, може би и некои посериозни состојби. Меѓутоа, тоа не е тема на ова видео. Мислам дека 100 пати сте го чуле, прочитале, но убаво е да се подсетиме. Различно е да се биде сам и осамен. Тоа што понекогаш сме сами, не мора да значи дека сме осамени. И обратно, ако се чувствуваме осамени, тоа не значи дека сме сами. Или, поточно, под поимот сам или сами се подразбира да сме сами со себе, изолирани од луѓето, затворени во некој свој приватен простор, независно дали тоа е наш избор или сме се нашле во таква ситуација. Да се биде осамен е повеќе лично чувство, кое што може да се јави независно дали сме ние сами или се наоѓаме во помала или поголема група луѓе. Велат дека понекогаш луѓето може да се чувствуваат осамени и во огромна толпа луѓе, а ако размислиме повеќе на настани каде што има многу голем број на луѓе, постои навистина голема веројатност да се чувствуваме многу осамени. Ќе почнам од себе си, од своите лични искуства, желби и потреби. Јас, например, лично, имам понекогаш потреба да бидам сама со себе, со своите чувства, со своите емоции, да поразговарам со себе. Понекогаш ми треба одмор. И мислам дека најдобро можам да се одморам од се, ако се повлечам во самотија. Се разбира, тоа не трае долго. Потоа, кога сум сама, можам да разговарам со себе си, подобро да се чујам, подобро да си ги чујам мислите. Понекогаш ми треба некој увид во некоја ситуација, ми треба време и простор да донесам некоја одлука, а исто така да искреирам нешто што ми е предмет на интерес, независно дали тоа ќе биде во некоја текстуална, аудио или визуелна форма. Така што потребно ми е да се одморам, да бидам со своите мисли и зборови, со своите идеи, со тоа што сакам да го искреирам, создадам, да испланирам нешто. Најчесто со тоа се поврзани луѓето кои сакаат да бидат сами, да се одморат, особено ако работното место им е работа со луѓе и постојано се дел од голема група луѓе, да бидат насамо со своите мисли, да работат на своите идеи, да искреираат нешто ново, подобро, посвесно, појасно, пофокусирано, да ги искреираат своите планови и она што ми е предмет на интерес и тема на многу мои видеа, исто и на мојата страница, односно личниот раст и развој, работата на себе, доживотното учење, како сакате наречете го, а тоа е можноста на тој начин подлабоко да се продира во себе и поголема можност да се анализираат секојдневните искуства или она што ни е можеби тема на која сакаме да работиме или можност да се стекнеме со некои вештини и некои знања. И кај луѓето кои што не сакаат да бидат сами, односно луѓе кои што не сакаат да се соочат со своите мисли, желби, идеи, можеби имаат некакви трауми кои не сакаат да ги разрешуваат, кои ги потиснале, можеби имаат некои предизвици кои им се чинат преголеми, па затоа не сакаат да бидат сами, потребни им се луѓе, или навикнале
да бидат постојано во група луѓе, па некако се чувствуваат како да немаат доволно сила, доволно доверба, доволно поддршка, ако се повлечат сами со себе, или луѓе кои што во одреден период не сакаат да преземаат одговорност, немаат некои идеи, немаат потреба да креираат нешто ново. Тоа не мора секогаш да значи дека тие луѓе имаат некаков проблем, може едноставно да е тоа одреден период на кој сите ни се случува, во кој не сакаме да сме сами. Сакаме да сме со луѓе, независно дали работиме нешто или се забавуваме или се дружиме или водиме некои дискусии, разговори. Потребна ни е и свесни сме за тоа дека ни е потребна помош и поддршка, независно дали се работи за нешто приватно, нешто што работиме со себе, на себе, или пак работиме некој проект, креираме нешто, меѓутоа имаме потреба и чувство тоа да го правиме во група. Потребна ни е таа поддршка од групата, од луѓето. И сето тоа се периоди, како што кажав, и на сите ни се случува, и сите се наоѓаме и во едната и во другата ситуација, според мене, и сето тоа е во ред, сето дека не трае подолг период или не трае предолго, а за тоа дали трае предолго, пак сме ние тие кои што треба да одлучиме, односно да почувствуваме. Доколку тоа што сме сами или тоа што сме постојано меѓу луѓе почнува да не оптоварува, не прави помалку функционални, помалку креативни, може би ни создава нови предизвици, имаме несоница, чувствуваме анксиозност или социјална анксиозност, ни предизвикува некаков страв, влијае на нашата доверба, тогаш треба да размислиме малку и да видиме дали нешто што пред одреден период ни било потребно и во кое што може би сме уживали или барем сме биле задоволни дека е тоа така или сами сме го избрале, дали може би сега е време за нешто друго. Нормално, тоа најдобро го знаеме ние и овде не зборувам за некои тешки состојби, за некои анализи, доколку не можеме сами да освестиме за што се работи. Се разбира дека секако треба да побараме стручна помош и да ја користиме таа стручна помош додека не излеземе од едната состојба во другата или додека не научиме да ги балансираме и двете според нашата потреба. Понекогаш едноставно се изморуваме, ни се досадува, сакаме да направиме промена и така натаму. Бидејќи реков дека јас сакам да сум сама, уживам у својата самотија и тоа се случува на периоди, но сепак разбирам дека некои луѓе не сакаат да бидат сами со себе, дури имаат и страв од таа самотија, кој што може да биде поврзан со минати искуства, со разни трауми, може би во одреден период се чувствуваат со намалена самодоверба, може би не сакаат самостојно да преземат одговорност, дури и за работата со себе, а особено за работа на нешто што е професионално, некоја реализација на некоја идеја, па дури да е и нивна. Најчесто работите кои ги правиме професионално се поврзани со други луѓе и не можеме целосно сами да ги завршуваме. Меѓутоа, некои работи кои што се поврзани со уметност, например, како пишување книга, сликање слика, реализација на некое сценско дело, барат одреден период на повлекување, да се биде сам со себе, да се размисли, да се искреира, да се дозволи идејата да се развие, да порасне, меѓутоа потоа се разбира дека е скоро неопходно да се вклучат и други луѓе. Целта на ова видео ми е да се разбереме најпрвен себе си. Независно дали сме луѓе кои повеќе уживаат во својата осаменост или луѓе кои повеќе сакаат да бидат меѓу луѓе. Во ред е и едното и другото. Најчесто еден период имаме потреба од едното, друг период имаме потреба од другото. Она што е битно е ние да освестиме дали се чувствуваме удобно, независно кој да е нашиот избор. Да го слушаме своето срце, своите желби, своите потреби, нормално, адекватно на условите кои што ги имаме и можноста за прилагодување на се што се случува околу нас и да функционираме колку што можеме најдобро и сами со себе и со другите луѓе. Затоа што
Neli, ako ne môžeme da funkcionirаме sami so sebe, da se разбереме себе си, да разговараме со себе, тоа ќе ни представува потешкотија и со другите луѓе. И се разбира, најдобро би било да воспоставуваме баланс во сето тоа. А ако не можеме, како што кажав, да поразговараме со некој, да побараме стручна помош и да ни помогне најпрви да ги препознаеме своите вистински потреби и тие кои што ни се приватни, значи од работата на себе и разговорите со себе и нашиот развој понатамошен, се до она што е професионално и што сакаме да го оствариме или сами, или делумно сами, па потоа заедно со другите луѓе. На крајот од сето вако зборуваме за релативно здрави и стабилни луѓе, во ред одреден период да имаме потреба од едното, одреден период од другото, затоа што и едното и другото имаат свои добри страни, свои слабости, особено ако траат предолго, а реков предолго зависи од нашите потреби, желби, афинитети. И за крај сакам само уште нешто да напоменам, а тоа е дека доколку не умееме, немаме навика, се плашиме од тоа да бидеме сами со себе, да се соочиме со себе си, да се препуштаме, да преземаме одговорност, да работиме на она што ни се слабости, тогаш постои голема веројатност дека предолго сме меѓу луѓе, односно премногу долго сме се навикнале, сме се опуштиле, сме се ослободиле, исто како и тоа, да бидеме сами со себе, ако трае подолг период, може да има повеќе недостатоци отколку бенефити. Наша работа е да се најдеме себе си, да видиме што повеќе ни одговара, да бидеме во мир, да бидеме во ред со сето тоа, со собствените одлуки и, како што кажав, да се слушаме себе си и според личните желби, потреби и афинитети да бидеме и сами со себе и со другите луѓе, и едното и другото да ни носат повеќе бенефит отколку да ни прават штета. Јас ви благодарам што го следевте ова видео. Се надевам дека ви даде некоја идеја, може би ве доведе до некои прашања на кои треба сами да си одговорите. Ставете лајк ако ви се допаѓа видеото, приклучете се на каналот, односно притиснете на звончето subscribe ако не сте го направиле тоа. Погледнете некој од моите стари видеа и со некоја нова тема, со некои мои нови размислувања се гледаме наскоро. До тогаш ви посакувам се најубаво.